шокантно, шок, ексклузивно, трач рубрика за целата публика. Самото тоа што ден денес се користат вакви ударни наслови и кажува доволно за тоа каков народ сме. Чим се уште тоа функционира, значи тоа е ваде. Народот е изгорен трач рубрика да слуша, да гледа и да збор, да оговара. Пошто ако не беше така, например, многу почесто ќе читавме вести за кој каква песна музиката, кој апрел, како дошол до музиката, што го инспирирало и така натаму. Ама не, ние слушаме кој кај се сопнал, кој што направил, шо рекол, еди која си таму во провокативно издание и народо, провокативно ќе прицни ништо, изданието е ништо. Ма битна се пише, се збора, се прицну. Наместо читаме за, не знам, деца што ни освојуват светски првенства по математики, по чуда, наместо ни интересира кој што направил за подобро на сите. Невате, провокативно издание нас не интересира. Рекла казала не интересира. Фактите не се ни битни. Битно е тој што рече некој таму и после тоа да можат овие другите да си го интерпретират како што сакат. Да се врти муавето. Исто како што се врти шпицата пред секој епизода. Така што да си ја пуштиме и да му влезиме клизачи. Ајде да те пуштиме. Да почнеме од почет, да не речам од корените. Значи корените на трач рубриката овде кај почнуваат од домовата. Ако првото нешто што го памтиш дома од кога си бил мал е собирање на комшивките по дома, кафе пиење и озборвање, значи бате дека си живеел во трач рубрика. Ти тогаш не си обрнувал внимание, ама подоцна во живото се манифестира, тој да не се ки. Оти зато постои то комшиското кафе, за да се изоговара се живо и диво денес. И то се нон-стоп свежи информации, пошто утре има друг муавет, задутре има трет. За да има муавет, ти треба да имаш некаква информација. И другите да имат некоја информација да си ги подајте. И не го правите то со некоја лоша намера. Така едноставно ги си седните и ги си изоговарате се живо и диво, познато и непознато. Тоа е обично работа на жените, на комшивките да не рече. Не дека машите не оговарат, ама тоа е многу поред. Тоа се случва негде рандом. Ама затоа кај жените тоа е дел од животот да не рече. Затоа ако се чудеше зошто комшивките сите цело време во дворот се цело време пратат нешто гледат или пак не дај Боже имате камери, цел ден на камера, камерите свртени надвор, не на кај куќата да штитат, невате надвор онаму да се гледа што се прави по комшилу. Дип покето не знат, иначе ако научат дека има камери што можеш од телефонот да ги вртиш да пратат 360 степени што се случва, до здраве да си носите. Порно не му пуштајте видеото и тоа е. Ама тоа е се со цел за кога ќе седнат утре на утринското кафе, да има што да се кажи, да не дремат таму ко тутку. Како сакате, треба муавет да се прави. И ако си имал прилика во векот да доживееш такви моменти или да ги доживуваш секој ден, гарант имаш слушнато некој ваков муавет. Но че да си ја земам периката, пошто овој муавет без перика не оди. Види ја. И шо е со овој став овде, никогаш не разбра. Вака стуткани рацете, фацата замукаетена, вака мислиш сега таја ако ќе кажи и то што ќе го кажи, готово. Се облекла, се стегнала ми жена мажена. Кај оди цело дотерана цело време и тој воло наместо да си ја прибери. Кој знае кај оди? Гарант има некој друг ова, не се дотерва џабе вака жена, ти која се имаш така дотерано за нега. Не видиме ко партал. Ами се знае жена мажен, шо било то дотервање? Бебе. Ами малце вкус да си има. Синкир шо покажува нешто, ми сите можеме да покажувам. И знаеш шо е јако овде? Да можат да покажуват би покажувалите, ама не може. Се шо можете да прават трач рубрик. Значи да не може да се дотера. Ако си мажена жена, оти се дотерва, мажена е за кој се дотера. Ако не си мажена, за кај се дотерва толку, кој ќе ја земи. И тоа е за се така. Значи тие што го прато зборувањето може буквално ништо да не му е средено во живото, се да му е хаос. Ма то не е битно. То не ги спречва да прата експертски анализи на другите луѓе. Тоа е то, не е битно твојот двор каков е битно, ти кај комшијата е вака. Иначе таа трач рубрика врти за сит. Уште појако врти и за членоите што се на кафето меѓу нив. А замина некој од членките во кафето, одма другите продолжуваат за неа да зборат. Другиот ден другата ќе замини, за неа се збора. Значи не е битно кој е жртва, може да си најблизок тука, син, керка, што сакаш биди ват. Ќе бидиш жртва на оговарање мета, ќе бидиш па што сака нека. Трач рубриката не простува, а Бога ми не простува и народ. Не дај Боже да си успешен во шо и да или да постигнуваш нешто или да работиш ко вол. Значи не Боже успех било каков да имаш, не битно колку ти е заработен, сработен, што сака нека. Ќе бидиш осуден и ќе бидиш озборван. Ако треба, шо треба. Чи овде кај нас успех не се простува. Не битно дали е на училиште, дали
дали е на работа, дали кај сака нека. Муабето тоа е. Види го. И шо демек тој сега направи нешто поќе од нас. Соврски гарант. Ки некој му има помој, го имат пикнат. Татко, стрико, вујко, некој гарант има, некој вујко владик. Соврски го имат земје, што разбира тој иначе. Врска не. Ама тоа е, нема, не. Хите и шо е направен. Или па особено ако си жена и успеш нешто направи. Види ја, види што се занесва. Ами Синкир не знаеме ние како стигна до позиција. Синкир не знаеме кај ма подклекнато. Кај стигна сега. Уште кога ќе видиш како се облеква, треба јасно да ти биде. Види ја каква е. Да спија орото. И затоа кога ќе се борат жените за права и за се што треба да му биде даено и за еднаквост и за шо и да. Јас стално викам дека мажите уствари не се главните виновници зашто жените се таму кај што. Сам добро, зависи за шо. Ама и самите жени сами си одможват меѓу себе. Не викам дека мажите не си прат сопки меѓу себе и дека нема надпреваривао нама. Жените се бе брат без компромис. Значи како што знае жена да изигра, да истактизира против друга жена, никој не знае. Далечината на која се спремни да ја изодат и стварите што се спремни да ги претрпат за да бидат над другите жени, немат граници. И то мојме да го видиме и во физички изглед, и во понашање, и во начини на функционирање, во се. Жените никогаш не се надпреварувале за да ги победат мажите. Ние, брат, сме премногу ниска категорија за нив. Не сме воопшто дел од надпреваро, ние гледачи. Главниот надпревар на жените му е против жените. Заради нив се дотерват, заради нив се менват во фаци, во чуда. Значи се што прат во веков прат заради другите жени. Прво заради тоа, после за се останат. И зато трач рубриката е кај нив поексклузивна, пошто тоа е еден од начините како да бидат тие поеќе од другите жени. Едно да бидат во тексто настаните, а друго да можат да фрлат сенка на се што мислат дека можда некогаш ќе биде, да не речам препрека. Значи покрај тоа што уживат во трач рубриката, за многу од нив е многу корисна алатка во животот. Така дознават се за сите што му се личности од интерес. И за некои луѓе тоа е единствениот начин да имат некакво чувство на контрола врз работите. Иако тоа е буквално само чувство. Ама ете, многу му е битно. И зато новите генерации, на пример, пошто не се како постари да се собират на кафе дома, по дома да прат муавет, диреков ми рече, новите генерации се онлайн. Тие онлайн прат скриени профили, чуда, заеднички, вакви, такви, не знам какви, се пратат сегде од 300.000 страни, зато се зна. Додека ти се уште се бориш да ја искомандаш апликацијата вака со прсто вртиш, не знаеш шо е, кај уште излегват нови глупости по Инстаграм, пример, не знаеш кај да ги тргниш, тие го баратат, бате, го командат, сите точки, запирки се знаат сегде. И зато го пробваш да лажиш со некои глупи лаги од типа, абе, нагрешка ми си има лајкнато, не знам како го лајкнат, не ти верват. Оти та никогаш нема да направи та грешка, никогаш не му се има прицнато на грешка на женско. На женско му е се сумисла, бе, брат. Ако има лајкнато заради тоа што сакала да лајкне. Небитно која е причината. Битно на грешка не е никогаш. Само на маж може и на грешка му се прицни. И вистина може. Само што знаеш која ги ти поверват овие трач рубриките? Никогаш во веко. И за тука па полека, ама сигурно влегваме во една тема што многу пати имаме правено муавета, тоа се разлики меѓу мажите и жените. И може да би ја направиле, ти кажам право пак. Не дека нема што се прави муавет, има многу таму. Само човек треба пази што зборот, ти трач рубрика се слуша, се гледа. И да нема ништо врска со тебе, ќе ти измислат ти. И тоа се случува во трачовите. И тоа се случува многу често, пошто ти да не, така. Не си насуто еден да треба доказ писмено да достави. Не бе, бате. Ќе си измислиш приказ на тој и таја таму некаде нешто. Слушнав јас, ми кажа, тоа е изворо. Нема извор кој, зошто, како ги виде, не ги виде слика. Не, бате. Ми кажа ја мене таму. Кој се ти е таму што кажувате? Ги ми се така луѓе што стално влегват со некоја трач рубрика за некој нешто некаде, ама изворо никогаш не го открива. Демек тие имат некои тајни извори, неприкосновени, значи точни извори до тука бидва. И само тие ги имат и сега не ги откриват, то ти знаеш како мафијата може ќе ги најде. Абе филмови море. Филмови холивудски лоши од оние грдите, ни глани опашка што нема. И стално ги дизват некоја сочна приказна. Онај го гледа, со она му. Се и шо збора. Нема ни да ти кажи ни шо, ни како, зошто ти треба самиот да си ја смислиш приказната, да си го направиш филмот. И ќе опрашаш нешто од каде, шо, како. Остај ги ти речи, ми кажват мене, знам ја. Кој се тие што ти кажват, бе, пријател? Извориве од ЦИА, заеден од Белград, Цика Пиштолова. Кој се тие што ти кажват? Му кажвале него. Се што останува да речеме, доста е за денес. Ќе си го продолжиме муавето наредна епизод. Вие останете си со нас и имајте убав ден. Чао!